Kraj bregovite na Ohridskото езеро се навоѓа едно од најубавите детски летовалишта во нашата република. Во раните утрински часови, кога езерото е уште мирно, а рибарите тргнуваат на својот редовен лов, звукот на трубата го објавува почетокот на секидневниот живот во летовалиштето. После сладок сон, езерската вода пријатно освежува. Првиот поздрав на знамето на милата социјалистичка татковина. Стотици деца од сите краишта на нашата република ги поминаа летните месеци за прв пат оваа година во новото летовалиште на Охридско езеро. Но тие не забораваат дека народната власт и партијата, кои што полагаат сестрани грижи за поубав живот на најмладото поколение, бараат од нив да учат. Затоа и овде на разни кружоци тие го дополнуваат своето знаење стекнато на училишните часови. Летувањето во Охрид стана добар повод да се запознаат подблиску со минатото на овај историски град и неговите природни убавини. На капење! Тоа е за летовниците најрадосната заповед на воспитачите. Мнози на од нив за прв пат легуваат во вода, но тие први чекури се смели, затоа што над нив бдее сигурната рака на раководителката. Возењето на каик е пријатна забава. Оние што немаат трпение да дојдат наред, се снавоѓаат на свој начин. Тие стануваат новатори, штица да го заменува каикот, а рацете веслата. Не помала е смелоста на оние што пловат во корито. Свежата езерска вода и топлите сончеви зраци го закрепнуваат телото, давајќи им нови сили за задачите што им престојат во новата школска година. Делењето на поштата е радостен момент. Другарите што отидоа на летување во планинските летовалишта и на Јадранско море, им пишат за убавините на нашата земја, за веселиот провод, заедно со децата од другите републики. Охридските летовници им одговараат на своите другари, пишувајќи им за своето весело и забавно летување. До година многу и од нив ќе одат на море. Денеска во летовалиштето се случи нешто неочекивано. Пионерот Петре симнал одрево гнездо со млади врапчиња. Тој случај мора да се изнесе пред одредот. Увидувајќи ја својата грешка, затоа што врапците ги штитат дрвјата од бубачки, тој вети дека тоа нема веќе никогаш да се повтори. Гнездото го врати на своето место. Попладневните часови, кога ќе намали летната жештина, определени се за спортски надпреварувања.
Така во игри и забава, собирајќи нови сили за учење и работа, поминуваат веселите и безгрижни денови на нивното радосно детство во среќната социјалистичка татковина. Започнува новата школска година. Првата задача на пионерскиот одред Јосип Броз Тито од Скопје е да избере ново раководство. Пионерската организација игра голема улога во борбата за поголем успех во учењето. Началникот на одредот доваѓа пионерката Олга, која има голема желба да стане член на Централниот пионерски дом Христијан Тодоровски Карпуш. Услов за тоа е да стане одличен ученик. Олга е тврде решена да ја постигне својата цел. После учењето, играта е побезгрижна. И дојде радосниот ден. Одредниот началник ја пренесе веста на Олга дека е удостоена со високата чест да стане Карпушовка. Со каков радостен трепет се пречекорува прагот на пионерскиот дом. Олга доживе честа да ја краси црвената марама на најдобрите пионери. Новиот член треба прво да му се покаже домот. Пионерските домови се центри на пионерската организација. Нивните членови се најдобрите и најпримерни пионери, кои што тука им се даваат широки возможности да ги развијат своите дарби и наклоности. Разните секции, радиоаматерска, једриличарска, автомеханичарска и така натака, им овозможуваат на младите техничари да навлезат во тајните на техниката. Тие уште од сега, спрема своите наклоности, се определуваат на разни технички струки, спремајќи се да станат добри конструктори, инженери и техничари. Стрелаштвото е корисна спортска гранка, на која пионерската организација и дава важно место во својата работа. Во различните уметнички секции се откриваат многу таленти.
самата менча има голема наклонност за уметнички акробации. Новиот член, пионерката Олга, ја привлечуваат звуците на клавирот и ја подсетуваат на незината одамнешна желба да се посвети на балетската уметност. Олга најде возможност да ја развива својата дарба, а од тука, покажувајќи ги своите способности, ќе оди и во балетска школа. Сестрана и широка е активноста на пионерската организација. Илјадници пионери од градови и села со радост ги очекиваат и слушаат своите радиоемисии. За денешната пионерска емисија, Милчо ги покани своите другари да ја слушаат заедно кај него дома. Радио Скопје. Драги пионери и пионерки, вашата емисија започнува. Ако ли бидам инженер млад, тому ќе градам нашиот град. Било мило, силен да бидам пилот. Нарен пилот смел да сум у другар на Чкалов. Летна на добла со дел. Пионерки, вашата емисија заврши. Пионерскиот совет при Централниот пионерски дом на покана од новооснованиот пионерски одред Гоце Делчев од село Горно Нерези реши да ги посети своите другари од село и да им приреди збор за Гоце Делчев. Патот за Горно Нерези води со пионерската железница. Колку голема беше радоста на пионерите од Скопје и цела Македонија, кога членовите на Народниот фронт во чест на 5-тиот конгрес на КПЈ ја изградија првата пионерска железница во нашата република. Пионерската пруга е долга 5 километра и поминува низ најубавите места на градскиот парк, по кој што исто така пионерите навоѓаат место за одмор и забава. Со пионерската железница раководат сами пионерите, железничари. Посетата на село секогаш носи убави впечатоци од природната убавина на нашата земја.
Пионерите на тој начин се запознаваат со животот на село, затврснувајќи ја преку својата посета дружбата меѓу градот и селото. Средбата на пионерите од градот и селото е другарска, срдечна. Со голем интерес се очекува зборот на гостите. Другарски подарок. Прв прилог за новооснованата библиотека на одредот. Она што го започна Гоце, го оствари нашиот народ во заедничката народно-ослободителна борба на југословенските народи под раководството на Тито и партијата. Членовите на пионерската организација покажуваат голем интерес за социјалистичката изградба на земјата. После нејзиното пуштање во погон, тие ја посетија термоцентралата во Маđари, која што е изградена од нашите трудбеници, интересувајќи се живо за работата во неа. Посетата на овој гигант од Титовата петолетка, пионерот дописник на Пионерски вестник ќе им раскаже преку својата дописка на сите пионери. Уште многу гиганти ќе ја красат нашата татковина и нашиот живот, а за нивното изградување се спремаат и пионерите преку учење и работа во училиштата, пионерските домови и одреди. Така окружени со сестрани грижи на народот, партијата и љубимиот Тито, расте и се развива младото поколение, поколение на идни конструктори, инженери, научници, уметнисти, пилоти, тенкисти, идни одушевени градители на социјализмот.